Апелацискиот суд во Штипја одби жалбата на апелацискиот скопски судија Ѓоко Ристов за укинување на куќниот притвор. Според одлуката тој останува во домашен притвор и во понатамошна постапка. Ѓоко Ристов е обвинет за противзаконско стекнување на имот, а на пошироката јавност се стана познат откако адвокатот и поранешен државен правообранител Фехми Стафа беше фатен со 25.000 евра примени пари како подкуп од сестрата на Љупчо Пецов, во јавноста познат како Ѓаволот, за Ристов наводно да го укине неговиот ефективен притвор. Ѓаволот се сомничи дека е дел од голема шема за даночно затајување во висина од речиси 8 милиони евра и за слични активности на правосудните органи и е познат претходно. Паралелно, полицијата истражуваше и по налог на обвинителството изврши претрес во домот на родителите на Ѓоко Ристов во Неготино и во ѕид на куњата пронеде 350.000 евра. Токму овие 350.000 евра го направија Ристов општо познат во јавноста, иако тој и неговата одбрана тврдат дека овие пари немаат никаква врска со него, туку се на неговите родители и се стекнати од продажба на земјиште, наменето за фотоволтаици. Пред денешното рочиште на апелација, неговиот бранител, адвокатот Звонко Давидовиќ изјави: Каква одлука очекувате од апелација? Судот ќе го каже, ние ќе ги изнесеме нашите аргументи, што ќе реши ќе видиме. Кои се вашите аргументи за вашиот клиент да биде ослободен? Опасност од бегство апсолутно не постои. Точка 2 и 3 да влие на сведоци, на вештаци не може, затоа што истрагата е завршена, обвинителството ни даде известување, така да тоа се аргументите кои што ќе ги дадеме пред судот. Во меѓувреме, адвокатот Фехми Стафа призна вина и се спогоди со обвинителството за ефективен затвор од 15 месеци, кои треба да се потврдат низ судска одлука. Врз основа на обезбедените докази, Ојо Гок денес поднесе обвинение против судијата од апелацискиот суд за наведените кривични дела, соопштија денес од основното јавно обвинителство.